Европската унија прави голема грешка кон Македонија. Не може да си игра со довербата и напорите на оваа земја, порача претседателот на Словачка Петер Пелегрини. По средбата со македонската претседателка Гордана Силјановска-Давкова, тој остро критикуваше унијата бидејќи Македонија се уште е блокирана поради бугарските уцени и условувања. Според Пелегрини државава ги вложила сите своји напори, а за возврат не добила ништо. Вели со таквиот однос официјален Брисел многу ризикувал. Постојано се појавуваат нови услови и искрено Европската унија прави голема грешка. Од страна на ЕУ ние мораме да бидеме доста честни и да кажеме дали сме правични или само сакаме да го одложиме овој процес. ЕУ не може само да си игра со довербата на оваа земја, затоа што доаѓа момент кога луѓето едноставно ќе престанат да и веруваат на Европската унија и можат едноставно да кажат дека не сакаат да бидат членка на овој клуб, затоа што по децении вложувања и мачни реформи, тие едноставно нема да го прифатат тоа. Силјановска-Давкова упати благодарност до својот словачки колега поради поддршката која што ја добиваме на европскиот пат, на ист став како него дека за Македонија треба да се почитува она што го исполнила според копенхагенските критериуми, а не да биде жртва на билатерален спор. Словачка е еден од нашите најверни и најпосветени долгогодишни поддржувачи на европската интеграција, со кристално јасна заложба за потребата од проширување на ЕУ. Тоа не го прави само во рамките на Вишеградската група, туку и со активното учество во групата Пријатели на Западен Балкан. Македонија и Словенија потпишаа меморандум за соработка во областа на економијата, а потписници беа министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски и државниот секретар во Словачкото министерство за економија Владимир Шимоњак. Силјановска-Давкова и Пелегрини се сигурни дека со ова само ќе се продлабочи економската соработка меѓу двете држави. Имаме нацрт во енергетскиот сектор, но секако не сите можности се искористени до крај, за да се интензивира взаемната трговија и да се зацврстат инвестициите и партнерствата. Покрај економската соработка и поддршката кон ЕУ, Силјановска-Давкова порача дека со Словачка не врзуваат и заедничкото наследство на светите браќа Кирил и Методи, блиските културни односи, како и сестраното и долготрајно пријателство.